генерално борбата за чист воздух е борба против сиромаштијата. Во сиромашно општество ќе имаме секогаш огромен степен на загаденост на воздухот и за жал на овој степен на сиромаштија централната власт, на која што представник е господинот Чилегов, направи се да не се намали сиромаштијата. Например, не направија потек со кој што ќе направиат демократизација до пристапот кон сончевата енергија. Практично, вие зошто во Македонија нема панели, фотоволтаични панели на покривите? Заради тоа што на неколку тајкуни им е дадена можноста, ексклузивитет да располагаат со таа електрична енергија. Граѓаните можат максимум да создадат струја од 4,5 киловати за себе, што значи дека вишокот електрична енергија кој што ќе го произведат на сопствениот покрив, они мораат да го дадат најавана по цена од нула. Тоа е криминал. Граѓаните се оневозможени самите да придонесат во производството на чиста енергија. Ние, доколку го освоиме градот, доколку јас бидам градоначалник, на сите градски институции ќе има фотоволтаични централи и на сите градски паркинзи ќе има фотоволтаични централи. Со тоа ќе ги напојуваме електричните автобуси кои што ќе ги купиме и ќе ги субвенционираме, ќе им даваме бесплатна електрична енергија на собствениците на електрични возила. Тоа е за почеток само.